Најкратко кажано, сопруг, татко на 2 деца, брат, син, другар. Па можеби тоа има влијание и од стариот мојот татко ми, нели, тој цел живот се бавеше со новинарство и се сеќавам јас како средношколец, после школа секогаш одев кај нив во редакција и уште од мали нозе имав контакти со тие веќе искусни новинари. Сите сме на некој начин, нели, политички суштества, зоон политикон, што би рекол Аристотел, на политички животни. Сакале, неќеле, ние сме секогаш во контакт и обичниот граѓанин е постојан контакт со политиката. Јас студирав и политички науки, па можеби и тоа ме врза некако да бидам, да ги пратам тие процеси кои секогаш ме интересирале, дали внатрешна политика, дали надворешна политика, секогаш сум имал нека посебна љубов кон тоа. Па следејќи, ако збориме, да речеме, низ бројки, низ тие индекси што ги мерат и странските организации, имаме подобрување на индексот на слобода на изразување. Една од основните исто така дефиниции на новинарството е и на медиумите, основната функција е да се даде глас на тие што не можат обично да дојдат да го искажат својот став или своите проблеми, маргинализирани групи или кои да се. Ние денеска индиректно некако станавме сервис на политичарите и на политичките партии. Значи, контентот што им го даваме на граѓаните, што им го пружаме, сосема се разликува од тоа што било пред години. И тоа мора хитно потитно да се промени. Веќе новинарите гледаме дека прават бомбастични наслови, односно кликбајтс, за разлика од некое квалитетно новинарско четиво или содржина. Па да, тоа всушност ми беше поентата, што им сервираме денеска ние на граѓаните, контентот, вистинскиот контент го нема. И сега да се навратиме, кликбајт наслови како се вика, тоа ни е поради социјалните медиуми. Дури и содржината на насловот не кореспондира со текстот внатре, значи излегуваме од рамките на професионалното новинарство. И се е тоа за да бидеме конкурентни на тие социјални медиуми. Ние мораме како новинари, како професионалци секогаш да ги даваме сите страни. Повторно се вратам на основата. Дај му на граѓанинот една информација веродостојна од двете страни. Дадете ги двете страни, да речеме, ако се политички противници, дадете ги двете страни, па граѓанинот е тој што ќе одлучи кој е во право, а кој е во криво и врз основа на тоа тој ќе донесе утре одлука. Како прво, никогаш не сум сакал да ја напуштам државата. Нели денеска се соочуваме со тој еден огромен проблем на одлив на младите и сите анкети говорат дека младите сакаат да бегаат од државата. Мене тоа никогаш не ми се свртело, јас ја сакам својата земја, си ги сакам луѓето, си ја сакам околината. Ми одговара ова клима, ми одговара регионот во кој живееме. Ја сакам Европа и таа мене една европска перспектива и агенда се уште ми звони во главата и се надевам дека набрзо ќе ја доживеам. Па и како последен совет кон помладите новинари е да многу читаат и да многу пратат околу ситуацијата. Денеска, посебно денеска, пристапот до информација е многу лесен и новинарот денеска, вистинскиот новинар, треба да поседува едно енциклопедиско знаење околу се она што се случува, дали е внатрешна политика, дали е надворешна, дали е економија, дали е здравство и така натаму, за кога го следи тој настан или покрива една тема, да знае што зборува. Прво тој да ја разбере суштината, па потоа преку тие прашања, ако да речеме ги поставува и сака да добие одговор, да се пренесе информацијата до граѓаните. Значи, многу читање и многу работа. Иро, благодарам.